Дали како деца се сметавте за гикови? Да, од само раѓање дефинитивно. Од прв компјутер до играчници, до флипери, дефинитивно како гикови. Ја како мал не знам што е гик, така да, ама после тоа сватив дека усвари јас од мал сум гик, така да. Како дојдовте до идејата за подкаст? Идејата имав јас, беа други луѓе причам, но сепак се заснова со него да се прави подкаст и едноставно требаше подкаст за поп култура во Македонија. После влегов ја у причата и така, ја испричавме причата. Зошто баш дебели гикови? Епа, ај погоди. Епа, Колку вашата порака како дебели гикови е важна општествено? лично многу важно, пошто земја како Македонија не е толку популарна поп културно, односно сакам да кажам, нема толку работи и многу е битно ние како промотери да промовираме нешто за да се гради поише. Пробуваме да изградиме таа гик култура на некое достоинствено ниво. Мислиме дека ни иде добро, така да. Која е најкреативната работа кај Огнен? Не знам, тешко, а? добар ко водител. Као не сме на исто рамниште, многу различно сме години и многу добро се спајаме. У карактер сме Да. многу поразлични. Он сака да биде поофицијален. Јас сум по-хардкор. Да. Тоа што може да хендла 500 работи у исто време и да куце и да договара, дека јас само си јадам. Кој ви е омилен подкаст? Често ги гледам Байкерот и Кросфитерот. Ја не сум толку фан на странски подкасти, поише се сакам македонски, Байкерот и Кросфитерот дефинитивно, али си ги сакам и Джиджи, пошто сум и таму дел. Джиджи ги заборев, ај голуп човек. Има добри. Доколку не би го создале дебели гикови, што би правело? Ја пак ќе се бидам новинар, ама не знам, може би поише графички дизајн би фурал. Изгледа би останал да сум татко на 2 деца и би шетал до парк. А дали е геймингот тоа што ве поврза вас двајци? Гик културата е тоа, уопшто и гейминг и филмови и серии, за све сме си правили. Не, геймингот не е стрикно што не поврза тоа, ама се најдовме и таму. Не поврза моја Инстаграм страна, која што се викаше Pop Culture MK и таму чатавме со него. Си најдовме хемија, гиковска хемија. Колку македонците се геймери, а колку се гикови? Подеднакво вајда? Да? Може Па, би ако си поише... геймер си гик, бро. Не, поише може би се Зависи. гикови, ама може би геймери, ама сепак е подеднакво. Дали Македонија има гейминг култура? Што мислите? Почнува да има полека. Почнува, да, дефинитивно. Почнува да има Иде полека. по-чекор напред. Се прават гейм дев конференции, настани. Многу сме ниско за разлика од други земји, например на Балканов земји, ама иде понатека. Пошто колку време би обстоел подкастот D.Гикови? Не знам, брат, додека имаме желба, додека имаме волја да го правиме, додека го правиме со љубов, до сега не сме правиле муаве души, колку ќе тераме, така да. Сакаш сега да правиме увезото? Па не знам, готово, брат, меѓу нас се свршено. Ова е крајот, со надежда дека нема да го слабеме толку, пошто тогаш ќе бидеме елегантно пополнети интелектуалци. Тоа е мој наслов. Тоа е Да, на тенис моја идеја наслов. за мој Ќе ни наслов. требам Елегантно, Седе, брат. чекај, да, седи. Елегантно пополнети интелектуалци. Тоа третото малце Дечки, дебели гикови, Return Time, се гледаме наредна епизода. Чао, чао.